Баладата за Аделина ќе имаме нешто подоцна во ефемврива на Слободна Македонија, ете како накратко звучеше она што ќе имаме можност да го видиме, а бога ми да го чуеме во главниот град на Република Македонија во два наврати во текот на престојниот викенд. Елена Чамовска од Прагма продукција ни е гостинка во ефемврива, тоа е продукцијата која што Клајдермен го носи во Република Македонија, меѓутоа исто така и Ваниса Меќи ја донесе во Република Македонија. Ајде најнапред да посакаме добар ден на Елена. Добри дојде во Врива на радио. Ајде веднаш да стартуваме со најжишкото нешто. Ричард Клајдермен утре. Добро ве најдов. Благодарам на поканата. Тука сум да го најавам концертот, односно двата концерти на Ричард Клајдермен, кои што ќе се случат во Македонската опера и балет утре вечер во 20 часот и 30 минути е првиот концерт на светски познатиот пианист Клајдермен во придружба на Жичан Октет, кој ги носи романтичните нешта во главниот град на Република Македонија. Детали добиваме токму од Елена токму сега. Така, да. Значи, утре и задутре се случуваат најексклузивните настани за оваа година, ако не и години наназад. Значи, се случува концертот на Ричард Клајдермен, ќе настапи со дел од Македонската филхармонија, односно со 4 виолини, 2 чела и 2 виоли. Како вежбаат, Елена, заради тоа што нели времето си го прави своето, односно дистанцата си го прави своето, расстојанието си го прави своето. Како се навежбаат? Како се навежба всушност заради тоа што колку што јас знам Клајдермен утре долетува на аеродромот Александар Велики, како ќе се случи таа симбиоза? Како ќе се спојат тие настани? Вежба по пат на интернет? Да, напорно се вежбаше, значи напорно вежба, спремни се, концертот е во мислам организација во најдобар ред. За прв пат утре на сцена или предходно ќе има сигурно генерална проба? Да, ќе се имаат проба, да, ќе се синхронизираат, така да нема да има никаков проблем, спремни се сите и сите го очекуваме Клајдермен. Така, значи јас во широки рамки кажав дека тој ќе се представи со безвременските композиции кои ја воодушевуваат публиката на сите континенти, најконкретно со што утре вечер ќе се представи Ричард Клајдермен пред македонската публика. Така, па ќе ги представи сите негови романтични мелодии, значи добро познати на публиката. Ги има повеќе од 1300, секако ќе одвои дел од нив. Секако баладата за Аделина нема да се изостави. Така. И сите негови попознати и понови композиции и мелодии ќе ги изведе секако за македонската публика токму во Скопје. Така, значи дел од Македонска филхармонија и Жичан Октет со се што представува романтична мелодија во главниот град на Република Македонија. За втор пат ќе го имаме принцот на романтиката. Да, после повеќе од 10 години. Така, првиот пат јас го гледав во Метрополис Арена, навистина уживавме во неговиот, ќе кажеме, музички перформанс, тоа беше романтика пар екселанс. Дали треба да очекуваме и овој пат таква романтика? Нормално, кога е во прашање Ричард Клајдермен и романтиката не се изоставува. Секогаш е романтиката главен дел од неговите концерти. Добро. Кажавме горе-долу со што ќе бидат представени, ќе има ли никакви специјални изненадувања утре вечер и потоа ќе разговараме нели за дополнителниот концерт кој ќе се случува веројатно повторно на истото место и во истото време. Да, повторно на истото место, значи првиот концерт е веќе распродаден, затоа и отворен овој на 2 април, втор концерт. Така да остана уште неколку билети, ги поканувам сите што немаат набавено билети да си ги набават што побрзо, затоа што и тие веќе се при крај. Така, ќе има некои специјални изненадувања, Елена? Па нормално да, Клајдермен е подготвен, Македонската филхармонија секако, утре 20:30 часот. Се ќе биде откриено на лице место. Така, ќе имаме ли некој спешал гест стар кој што можеме да го откриеме или се буквално ќе Клајдермен преовладува, да. Нема некои други музички изненадувања, нема да има. Во поглед на Клајдермен и Македонската филхармонија. Вокално никој ништо нема да се придружи? Не, значи само инструментал, само романтика, само нежност и само носталгија убавина во македонското опера и балет. Значи распродаден е првиот концерт, токму затоа закажавте и втор, кој исто така горе-долу е распродаден, нели? Да. И вториот концерт е распродаден, така да. Значи утре пристигнува, долетува принцот на романтиката во главниот град на Република Македонија. Дали има некои романтични побарувања? Па, со оглед на тоа што Ричард Клајдермен е многу голема звезда во светот, дури и скромни барања имаше. Например, значи се што е нормално, да има во гардеробата вода, овошје, ништо посебно, сместување тука, да го разгледа градот на кратко. Така.
тоа е тоа. Имате во план каде се ќе го прошетате во главниот град на Република Македонија? Да, нормално има што да се може? види, има што да се види сега во Скопје. Така. Со колку члена екипа доаѓа Ричард Клајдерман? Ричард Клајдермен доаѓа со неговиот менаџер и со неговите саунд инженери. Така, значи се ќе биде подготвено за утрешниот настап, меѓутоа и за дотрешниот настап. Ајде Елена, за сите оние кои што можеби и не знаат, не верувам дека постои никој кој не знае кој Ричард Клајдермен, меѓутоа ајде да ги подсетиме слушателите кој е всушност Клајдермен. Да, па всушност Ричард Клајдермен е француски најпознат пианист. Го има популаризирано пианото, баш како што рече, повеќе од било кој, после Бетовен. Така. Значи запишан е во Гинисовата книга на рекорди дури, како најуспешен пианист со продадени 90 милиони копии од неговите албуми. И што е најинтересно за Ричард Клајдермен, неговите концерти се продаваат со рекордна брзина било каде да ги прави. Така. Ова што ќе го прави во Скопје, значи утрешниот и задутрешниот концерт се во рамките на некоја турнеја или специјално доаѓа во Република Македонија за да ги одржи концертите? Да, има кратка турнеја во Белград. Пристигнува од Белград, доаѓа во Скопје. Така. Клајдермен значи има снимано над 1000 мелодии, со што станува еден од најуспешните инструментални репродуктивци на планетава Земја, како што каже Елена, со продадени над 90 милиони албуми на врвот од својата кариера, верували или не. Има резервирано 200 концерти за 250 денови ширум планетава Земја. Браво. Елена, што е следниот прагма? Продукцијата само накуса за нешто подолго се разбира тогаш кога ќе дојде време, само да најавиме. Така, да, значи следно е Ванеса Меј. Тоа е познатата виолинистка, мега звезда, најпозната во светски рамки. Таа ни доаѓа на 15 мај во Скопје, во VIP-арената Борис Трајковски. Така. Благодарам многу Елена од Прагма продукција, беше гостинка во ефемврива на Слободна Македонија. Го најавивме концертот на Ричард Клајдермен кој ќе биде реализиран на 1 април, меѓутоа имаме уште еден дополнителен концерт на 2 април во Македонската опера и балет кој стартува во 20:30 часот. Светски популарниот принц на романтиката, светски познатиот Ричард Клајдермен ќе настапи во придружба на Жичан Октет и ќе ги отсвири најромантичните ноти. Благодарам многу. Ова беше романтиката во ефемврива на Слободна Македонија. Сега е време за реклами. FM Врева.